Ма кој бе ракетзи, ја ќе ги споедам сите. 20 од 10 од мене. Највкусното нешто што ја го имам пробано во овие видеа. О мај гад, ова е 100 пати подобро од претходното видео. Здраво на сите, добре дојавте моето ново видео. На претходното видео ви кажав 3000 лајкови снимам нов дел и вие за само некои 4-5 сати ги стигнавте тие 3000 и сега има многу повеќе, така што еве како што ветив одиме со нов дел од пробување на работа од Америка. Овие ми се последни, после ова немам и ќе треба да нарачувам нешто нови. Пишете ми од која држава сакате или ако знаете некои страни што носат, пишете ми во коментари исто. Сега тука знам дека аудиото ќе биде полошо затоа што него ставив тука микрофонот, затоа што ми е претешко, али читав некои коментари дека сакате повеќе вака да се да ми повеќе да ја гледат работиве, така да еве ми вака и таа желба ви ја исполнив. Сега со што да почнеме, вие кажете ми, со што да почнеме? Јас мислам дека најмалку интересно и за да го тргнеме одма од патот се овие други M&M's, не знам дали се различни од тие во претходното видео, али сега ќе дознаеме. Мислам дека го пишува M&M Minis. Натре се исто така мали како претходните, али мислам дека некоја посебна разлика нема. Океј, пак M&M's како M&M's, им ставам некоја оцена, не знам која оцена точно им ставам во претходното видео, али сега ќе ставам 9. Следно што одиме и нешто што јас сум најнестрплив е Cheetos. Затоа што знаете во претходното видео колку се излутив со претходните, сега ова мислам дека не е луто и дека пишува дека се само Cheetos Crunch. Па ќе видиме со овие како ќе поминаме, мислам дека ќе бидат многу подобри од претходните и ве молам, ако некој што има таква моќ го гледава видео, донесете ги Cheetos во Македонија, значи ве молам. Еве ги овие какви се внатре и одиме. Не ми се дефинитивно 10, а не се ни 9, а мислам дека би оставил некоја солидна 8 за ова. Не се нешто претерано вкусни, убави се, не знам како да ви кажам. Ја верувам дека од Cheetos постојат и некои многу други поубави вкусови, дека сигурно има некоја 10 во нив. Мислам дека ова не е тоа, ова пишува дека е направено со вистинско сирење. Стварно се вкусни, али не се за 9 и 10, така да 8 тама. Следно одиме со Milky Way Midnight. Пишува дека има 2 барс внатре, еве како личи од блиску. Milky Way Midnight. Ја не знам кај нас некојаш дали постоеше Milky Way, изгледа не, али не знам зашо имам некоја таква мисла во глава. Може би грешам, поправете ме ако грешам. Ова друго извадам. Ќе го земам вака затоа што е малце растопено, еве го внатре какво е. Ја го земав ова парче да видиме сега. Taste test. Океј, вкусно, многу вкусно, ама пак ништо вау, така да ќе му дадам пак и на ова 8. Не знам како да ви го доближам вкусот, не знам дали има нешто вакво кај нас, едноставно само е убава чоколада. Нема начин како би го опишал, не знам тука дали нешто пишува. Пишува дека е Rich Dark Chocolate со ванила нагет. Следно дај нешто солено да видиме. Овие се тие што во претходното видео добија 9, што беа со White Cheddar, ама овие се Original. Така да овие се најверојатно најобичните чизит. По некоја моја претпоставка овие ќе ми се свиѓаат помалце, затоа што не верувам дека обични би ми се свиѓале повише од White Cheddar, али ајде да видиме. Ја ги внатре какви се. Ми фали многу убави се, ама сега дека ги имам пробано и White Cheddar ми фали некој дополнителен вкус. Вака се стварно ето на обични кои да нема ништо на нив освен алте солт. Така да на овие им додам 7. Следно ќе одиме ајде со ова. Пишува Airheads 5 барс. Што е ова? Дали некоја мастика, дали што е ова? Ваква да не јаде во некоја Tokyo Treat видео или во некоја друго. Да не јаде вакви во претходното најпрвото американско видео што го правив. Што беше пред една година дури. Јас 100% овие ги имам јадено. Баш ако некој мрзи нека го провери, ако некој не го мрзи нека го провери тоа видео и нека ми напише доле, али мислам дека баш вакви, има вакви што пишуваше 5 барс внатре. Баш мислам дека ги имам јадено. Еве ќе пробам еден вкус и според него ќе џаџаме. Ова е од Citrus. Даве внатре гледај какви се. Дефинитивно ова го јадев во тоа првото видео. Ја така мислам. Нема шанси да го мешам со некој. Ево. Гледај како е. Како ние бомбоните карамели, само со овошен вкус, многу се добри. Ја не знам кога се збори за таква бомбона како карамела, што повеќе може човек да посака од овие. Така да, според тоа ќе дадам една 10, затоа што мислам дека повкусно тоа не може да отиде на бомбона. Тука имаме Kinder Bueno, али ова мислам дека е баш истото како кај нас. Ја мислам овој да не го отварам, затоа што мислам дека кај нас веќе сите имаме пробано Kinder Bueno и дека е баш истото. Јас на ова ќе му дадам од тоа што знам како вкус има овој, за да не го отварам сега за џабе, ќе му дадам оцена 9. Следно што исто има кај нас се KitKat, со тоа што ви реков дека во ова видео ќе имам
Mint KitKat. Ја не памтам дали во некој американско видео, не во американско, во Tokyo Treat, дали имаше Mint KitKat, ми седи од глава кога имаше, ма да ова е Mint и Dark Chocolate. Значи со темна чоколада е правен минтов, така да јас за тоа сум многу нестрплив и сакам само да го пробам. Ево како личи. Човек, многу е добро. Ова е совршено нешто за тие што не сакаат толку многу благи ствари. И ова е благо, ама во исто време и премногу освежително, затоа што осеќаш благо и на крај минтот онака ти отвара и синоси и све. Многу е добро. Значи, кој генијалец дошол до идејата да спои чоколада со минт, свака му част. Ја ќе го изам цело и ќе му дадам нескромно оцена 10. Значи врв, предобро. Еве, запамтете си ја го сакате, затоа што ги препорачувам скроз да пробате нешто вако. Се овие сум исто на кај колебање да не ги пробам, затоа што мислам дека е како типичен KitKat, али ја ќе го пробаме затоа што можеби сепак нема нешто вакво ќе нас што вика нешто дека се crisp wafers или што и да е тоа, можно е да нема вакви ќе нас, така да јас не сум нешто возбуден за овие, али ќе ги пробам ако вие сакате да видите реакција на овие. Вакви внатре има по 5. KitKat знаете дека обично иде у пар, така и тука. 9 од 10. Многу добро, KitKat како и секогаш превкусно, така да, браво. 9 од 10. Не може со минтот, мислам дека ништо не може со минтот. Океј, ни остана уште 4 работи. Јас, за што сега во моментов ми е премногу благо, ќе земам да видам што е ова. Sour Patch Kids. Вика прво солено, а после сладко. Еве ќе пробаме ова. Човечињата ми се многу интересни, ќе видиме внатре какви ќе бидат. Океј. Се отвори вака и од него искочи ова. Значи овие се како некои гумени бомбони што ми изгледаат превкусно. Се спремам уште од сега 10 да им додам. Еве ги какви се. Вакви кисели, кисели гумени бомбони. Вика кисело, а после сладко. 10 од 10, 10 од 10. Предобро, сакам уште. Овие ќе отидат сите. Sour Patch Kids, ма кој бере kids, ја ќе ги испоедам сите. И ево сад тој сладкиот дел. Значи прво кисело и на крај, човек, генијално. 10 од 10. Во ова видео 2 десетки, од претходното мислам дека имавме само едно. Океј, ни остана уште само 3 работи. Ајде ги оставам вие на крај, затоа што вчера беа многу добри. Вакви што беа што се викаат кисес, овие не се викаат кисес, се нешто слично. Али ајде да одиме на овие што знаете во претходното видео што ги правевме ваквите, овие што се викаа кисес, ама се вика Hershey's Kisses. Ова е можно истата фирма да прави све. Имам тука 2 чоколади од Hershey's. Имам некое чувство дека овие ќе бидат многу добри. Првото е оваа црната е обична, пишува дека е само milk chocolate. Ај прво неа ќе ја пробаме, али следната, колку е тенка уствари. Еве за луѓе што не сака да едат премногу чоколада, ова е многу тенка. Ова е топ. 9 од 10. 9 од 10 за обичната. Сега оваа вика дека е cookies and cream. Cookies in every bite вика. Гледај како ќе личи доле чоколадата уствари. Ајде да видиме ова каков вкус има. Гледај кога ја отварам. Гледај кога ќе ја отварам каква е отоздолу. Еве го цело таква како изгледа. Ајде да видиме што вкус има. Официјално вкусното нешто што јас го пробав во овие 2 видеа. Значи, потсеќа на Орео, ама као 10 пати поубаво тоа. Hershey's Cookies and Cream, толку. 20 од 10 од мене. Најголема оцена што мислам дека некогаш сум ја дал ова чудо што го држам во рака е највкусното нешто што ја го имам пробано во овие видеа. Највкусната чоколада што имам пробано. Зошто е само толку мала? 43 грама е. Марија донеси ми уште вакви. Марија те молам. Ова е врв, браво. И последното нешто за ова видео е York Mini Sun Wrap. Претходното вакво беше Hershey's Kisses, што беа вакви, а ова се вика York. Пишува дека е dark chocolate covered with peppermint. Значи, ова најверојатно ќе биде многу слично на KitKatот со mint. Еве внатре каква е ситуацијата, се вакви мали и да видиме што вкус има. Искрено имам големо очекување за ова. О мај гад, ова е 100 пати подобро од претходното видео. Вкусовиве во ова видео не се нормални. 10 од 10. Човек, јадеш чоколадо, ама тука, за разлика од KitKatот, пеперминтот е уште појак и е уште повкусно. Значи, еве вики, запамтете ги. 10 од 10, ова е предобро. Ова е предобро. Јас од ова видео сум презадоволен. Фала ти, Марија,
што ми ги донесе сите овие работи, што имав цели 2 видеа за снимање и сите овие да ги испробам. Ете знаеш за следен пат што повеќе да ви донесеш. Пишете ми вие коментари што това најмногу би сакале вие да пробате и тоа е тоа. Ако сакате уште вакви видеа со пробување, не мора да од Америка. Се мислам пак да ги контактирам Tokyo Trade и да земам пак нешто од таму. И ви кажав ако имате предлози за некои што имаат шипинг во Македонија, затоа што знам дека има страни што имаат секаква храна, ама немаат шипинг во Македонија, така да го знаете некои што имаат, пишете му коментари, па ќе пробаме таму нешто земеме. Тоа е тоа, ако сакате вакви видеа, поддржете го луѓе, ставите лайк, субскрајбнете се на мојот канал за уште вакви видеа. Ние се гледаме следното видео за многу скоро.